Почитувани представници на Собранието, Владата на Република Северна Македонија, градот Скопје, почитувани представници на ЮН, ОПСЕ, амбасади, екселенции, најважно жени активистки, представнички на граѓанските организации кои што денеска сте заедно со нас. Оно што е важно е да се каже дека оваа портокалова боја е на крајот и само боја, но позади бојата стојат многу бројки. А тие бројки се дека во 21 век денеска во нашата држава повеќе од 80% од жените жртви во нашата држава се убиени од интимни партнери или машки членови на семејството, и тоа е денеска реалност. Но ако зборуваме за бројки, и треба да кажеме дека и денеска жените се жртви на говор на омраза. Имаме малку постапување по однос на овој говор на омраза, сметајќи го за индивидуална закана или вербална пречка помеѓу одреден маж и жена во општеството, што не е така. Но ако ги заборавиме бројките, ќе видиме дека позади оваа портокалова броја се кријат многу судбини и многу лица на жени и девојки во нашата држава, кои што не успеале сами да се справат и да се изборат против насилството во нашата држава. Токму затоа мора да истакнам дека ние сите заедно, како членови на владата и Собранието, се бориме да овие услови на живење ги промениме. Токму затоа ратификувавме Истанбулската конвенција, тоа председателот веќе го најави, но не само што ја ратификувавме, туку директно вложуваме само оваа година двојно повеќе финансиски средства, а тоа се повеќе од 6 милиони денари за развој и финансирање на услуги за заштита на жените од насилство во државата. И тоа е вистинскиот пат. И ако ме прашате дали е доволно, дали е доста, дали се справивме со насилството, ќе кажам не. Пред нас постојат уште многу предизвици, но само ако ние сите заедно работиме да обезбедиме еднаков пристап за секоја жена, од кое и да е место во нашата држава, од најдалечното рурално место до најцентралното градско подрачје, пристап до основните услуги за нејзина поддршка, дури тогаш ќе можеме да кажеме дека секоја жена во секој еден момент во нашата држава е заштитена. Но најважни се девојчињата, најважно е образованието, најважно е да направиме превенција од насилство, да создадеме општество кое што ќе има нулта толеранција на насилството, а за тоа сме потребни сите, и жените и мажите. Но за да оваа битка ја оствариме, најважна е женската солидарност. Знам дека се важни и мажите. И голема благодарност до сите мажи, министри, градоначалници, пратеници кои што се борат заедно со нас и стојат позади нас во оваа кауза. Но без женската солидарност, без жените обединети заедно во заштита на секоја една од нас која што ќе биде нападната, тешко ќе постигнеме и половина од резултатот што го очекуваме. Токму затоа овој говор го посветувам на сите жени активистки, да продолжиме во наредната година и да покажеме дека само со обединето дејствување ќе успееме да го надминеме насилството во нашата држава. Благодарам.